Вести во 18 часот. Добро вечер. На почеток преглед на насловите. Ленче Ристоска поднесе оставка од обвинителската функција. Савески жали за одлуката. Тоа што ја отстранил од случаите, вели дека не било ништо лично. СДСМ поднесе кривична пријава за гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Сметаат дека го штетил буџетот и правниот поредок. Бараме обвинителството да постапи, да ги испита сите наводи, да обезбеди докази и да покрене постапка. Поставен камен темелник на 400 киловолтниот далекувод Битола Елбасан, дел од коридорот 8. За прв пат стануваме целосно поврзани со сите соседни електроенергетски системи. Цените на лебот и печивата остануваат на исто ниво. Владата уверува дека ќе следи ситуацијата. Опозицијата бара конкретни мерки. Трамп тврди дека САД речиси ги постигнале стратешките цели во Иран. We are on track to complete all of America's military objectives. Техеран го предупреди дека конфликтот продолжува. Expect even stronger and await our more crushing and more destructive actions. Обвинителката Ленче Ристоска поднесе оставка од обвинителската функција. Во пишано соопштение до медиумите наведува дека оставката ја поднела поради одлуката што ја донесе државниот јавен обвинител Ненад Савески за повлекување на нејзините овластувања. Савески пак вели дека за деталите на оставката дознал од медиумите. Повеќе од Сања Трајковска-Ставров. Ленче Ристоска си поднесе оставка од функцијата јавен обвинител во ОЈО Скопје. Во писмено соопштение до јавноста вели дека ваквиот потек доаѓа како резултат на долгогодишните притисоци, обструкции и неодамнешните одлуки на Советот на јавни обвинители и државниот јавен обвинител Савески, со кои беа одземени предметите талер, кои се однесуваат на перење пари во ВМРО ДПМН и незаконско финансирање на седиштето на партијата. Сметам дека овие одлуки сериозно ја ослабуваат позицијата на јавното обвинителство и носат конкретни ризици за исходот на предмети кои таргетираат висока корупција и криминал. Овие постапки се во директна спротивност со визијата за која се залагам, а тоа е обвинителство кое работи надвор од политички влијанија, ги штити своите професионалци и го брани јавниот интерес доследно и без селекција. Бидејќи не гледам простор за работа во согласност со тие принципи, денес поднесов оставка. Савески изрази жалење за одлуката на Ристоска, појаснувајќи дека од повикувањата на овластувањата за предметите се од организациона природа и имаат за цел зголемување на ефикасноста на обвинителството. Тврди дека Ристоска за оставката го информирала преку СМС порака, а за причините дознал преку медиумите. Јавното обвинителство останува без јавен обвинител, од кој очекував дека со своето повеќегодишно драгоцено искуство ќе даде придонес кон зајакнување на капацитетите на оваа институција, особено со нејзината позиција како обвинител за врски со Европравда. Одлуката за отповикување на сите овластувања дадени од моите претходници не е персонална и во никој случај не е насочена кон работата на обвинителката Ристоска. Пред неколку дена на брифинг со новинарите Савески кажа дека ќе им ги одземе сите овластувања на обвинителите кои водат предмети што не се од нивните матични обвинителства, а со ова предметите талир за перење пари во ВМРО ДПМН и за незаконско финансирање ќе се дадат на други обвинители. Во изминатиот период обвинителката на поранешното СЈО е во фокусот на јавноста токму поради јавните прозивки помеѓу неа и владеачката ВМРО ДПМН. Ристоска беше кандидат за републички јавен обвинител, но премиерот јавно кажа дека нејзиното име нема да биде дел од владината листа, со што практично однапред ја исклучи од процесот на избор. Продолжува судењето за случајот со самоубиството во Тафталиџе. На денешното рочиште сведочеа братот на Ивана, кој кажа дека сопругот Стојанчи се заканувал, ја контролирал и вршел притисок врз неа. Како и наставничка на Катја, која откри дека детето во училиштето го раскажало насилството во нејзиниот дом. Судењето го следеше Михајло Видемлиски.
Стојанче Јовановски повеќе пати и се заканувал на Ивана, и се заканувал и дека ќе ја земе ќерката. Вака денеска во судница сведочеше Александар Стојановски, брат на Ивана, која почина по пат од балкон со нејзината малолетна ќерка. Тој раскаже дека по смртта на нивниот татко ја прекинале оставинската постапка поради ризик делот што требало да го наследи Ивана, да и го земе сопругот. По случката кај Штипкаде Стојанче ги оставил на автопат Ивана и Катја. Таа се вратила во домот на родителите каде за прв пат на семејството му се доверила дека има сериозен проблем. А кога пак се вратила во станот со Стојанче, нејзиниот брат е уверен дека тоа го направила поради закани и уцени, но и страв за Катја. Ивана ми кажа дека се сомнева оти Стојанче направил фалсификат на некој документ околу постапката за да го добие делот од станот. Во неколку наврати забележав дека се плаши од него, а откако се врати во нивниот стан ги избриша профилите на социјалните мрежи, а на мене и мајка ми ни кажа дека Стојанче и ги контролира телефоните, па затоа со неа комунициравме физички. Еднаш и ми се довери дека и е страф од Стојанче што може да направи. Ми кажа дека кај него имал пиштол и дека и се заканувал за станот и дека ќе ја земе Катја. Дека во домот се случува семејно насилство, наставничките на малата Катја дознале од нејзината баба која често ја носела на училиште. Нејзината учителка ни солзи раскажуваше за Катја како прваче кое го сакале сите соученици, но и за знаците дека насилството се случувало пред очите на детето. Еден ден девојчињата си игра и забележав дека Катја падна на подот. Ги прашав дали играат некоја игра или прават драматизација на некоја приказна. Катија рече дека татко и кога ја удирал мајка ѝ, таа така паѓа. Веднаш го известив психологот и таа разговараше со Катја. Катја и рекла дека нејзините родители се разведени и дека таа е со мајката. Психологот ја повика на разговор Ивана и ја упатила Ивана каде да се обрати во случај на семејно насилство. Соседка од зграда во Тафталидже сведочеше за викањето, плачењето и удирањето со столици во станот на Ивана и Стојанче. Во 2 наврати и таа повикала полиција, а во еден случај, како што рече инспектор, дрско се однесувал и се заканувал дека ќе добие пријава за лажно пријавување. Следно рочиште е закажано за на 6 април, кога треба да се изведуваат материјални докази на обвинителството. А гувернерот на Народната банка Трајко Славески доби кривична пријава од опозицијската СДСМ. Сметаат дека постои основано сомнение дека Славески постапил незаконски за двете вице-гувернерки кои 5 месеци по истекот на нивниот мандат работат и одлучуваат во Советот на Народната банка. Деталите од Дејан Трајковски. Опозицијската СДСМ му поднесе кривична пријава на гувернерот Трајко Славески за, како што посочија, сторено кривично дело несовесно работење во службата. Од партијата велат дека Славески со своето постапување предизвикал штета врз државниот буџет и правниот поредок, а со пробивањето на рокот за избор на нови вице-гувернери директно го загрозил легалното функционирање на Народната банка. Очекуваат обвинителството да постапи. Постојат сериозни индиции дека по истекот на мандатите на лицата им се исплаќале плати за функции кои веќе не смееле да ги вршат. Трето, овие лица продолжиле да носат одлуки во Советот на Народната банка и по истекот на роковите, што ги прави тие одлуки правно спорни и ништовни. Бараме обвинителството да постапи, да ги испита сите наводи, да обезбеди докази и да покрене постапка. Ајде да видиме дали обвинителот ќе постапува по закон или по налог на Мицковски. Од обвинителството, кои на прашање на Канал 5 вчера одговорија дека испитувањата не резултирале со докази дека постои кривично дело кај гувернерот, велат дека по добивањето на кривичната пријава која ја поднесе СДСМ, истата ќе ја распоредат кај обвинител кој ќе треба да ги испита наводите во нејзе. Во однос на тоа дали работата на Славески ќе подлежи на ревизорски проверки, од Државниот завод за ревизија за Канал 5 велат дека имаат опција да постапат под опрен глас, но веќе до година. Годишната програма веќе им била усвоена. Доколку наведената состојба не биде надмината и не се произнесат другите надлежни органи, во тој случај наведената состојба би била еден од можните критериуми при селекција на субјектите на ревизија опфатени со годишната програма за работа за 2027 година. Велат од Заводот за ревизија за Канал 5.
За случајот со Славески денеска расправаше антикорупцијска кои оцениле дека основ за нивно постапување немало. Оценивме дека нема основ за наше постапување, од причина што евентуалната одговорност на гувернерот за неговото заминување и разрешување е надлежно собранието или ако има елементи за кривично дело, тогаш е надлежно обвинителството. Дотолку што веќе е поднесена кривична пријава против него од страна политичката партија СДСМ. Нема основ за постапување на антикорупцијска. Вели за Канал 5 првиот антикорупционер. Во меѓувреме, и натаму се очекува ставот на председателката Гордана Силјановска-Давкова, која посочи дека анализира дали гувернерот Славески, кој беше нејзин предлог, го прекршил законот, пошто ќе одлучи дали има основа за нов предлог овој пат за негово разрешување. А од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова на прашање на Канал 5 за гувернерот Трајко Славески во врска со индициите дека Славески и двете вице-гувернерки направиле повреда на своите службени овластувања, велат дека направиле консултации и ја анализирале релевантната правна рамка. Оттаму додаваат дека согласно законот за Народната банка, Советот управува со Народната банка и е задолжен за надзор над незиното работење. Во постапката за утврдување одговорност, Советот ја има примарната надлежност. Законодавецот не случајно се определил за вакво законско решение. Причината лежи во превенирањето на можноста од политичко влијание врз гувернерот, Советот и неговите членови. Веруваме дека Советот, како надлежен за надзор врз работењето на банката, ќе ги има предвид вашите укажувања и јавно изнесени ставови, велат од кабинетот на председателката. Сепак останува нејасно зошто Силјановска-Давкова пред неколку дена на заедничката пресконференција со црногорскиот колега Јаков Милатовиќ посочи дека ингеренциите за Славески се во нејзини раце и дополнително од кој член на Законот за Народната банка таа го црпи легитимитетот на Советот за утврдување одговорност на гувернерот. Веќе вие сте нели таа што го дава мандатот, но и го одзема на гувернерот? Не, јас го предлагам, а мандатот го добива врз основа на мнозинството пратеници во парламентот. Точно е дека по законот предлагачот има право да, како што предложил негов избор да предложи негово разрешување. Министерството за внатрешни работи и Републичкото јавно обвинителство потврдија дека во текот на денот имало претреси и во координација со полицијата се преземаат действија за обезбедување докази за случај со детска порнографија. Според првичните информации од истрагата, секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност во координација со одделенијата за компјутерски криминал при СВР Битола, СВР Охрид и СВР Струмица спровеле координирана операција во која што биле вршени претреси на 7 локации, а полицијата обезбедува докази за кривично дело, производство и дистрибуција на детска порнографија по член од Кривичниот законник. Започна изградбата на новиот 400 киловолтен далекувод што ќе ја поврзе трафостаницата Битола 2 со граничниот премин Ќафасан, проект вреден 20 милиони евра, кој што се оценува како клучен за енергетската стабилност на регионот. Премиерот оцени дека со ова се затвора важен дел од коридорот 8 и се обезбедува поголема сигурност за граѓаните и за компаниите. Сандра Спасовска. Започна изградбата на 400 киловолтниот далновод од трафостаницата Битола 2 на граничниот премин Ќафасан на македонско-албанската граница. Проектот вреден 20 милиони евра за високонапонската преносна линија за електрична енергија, кој со години бил закочен според надлежните, е проект кој е исклучително важен не само за Македонија и Албанија, туку и за целиот регион. На поставувањето камен темелник премиерот Христијан Мицкоски посочи дека овој далековод долг околу 100 километри е последна енергетска врска која недостасува со нашите соседи и за прв пат, како што рече, целосно ќе се поврземе со сите соседни електроенергетски системи, кои ќе значат повеќе сигурност и стабилност за нашите граѓани и компаниите.
Коридорот 8, кој треба да биде артерија на економијата, долго време имаше прекин во својата енергетска мрежа. Денес, со овој проект, таа празнина конечно се затвара. За прв пат стануваме целосно поврзани со сите соседни електроенергетски системи. Тоа значи повеќе сигурност за граѓаните, повеќе стабилност за стопанството и повеќе можности за развој. Првиот човек на МЕПСО, Бурим Лјатифи, стартот на градишните работи ги означи како старт на еден од најголемите електроенергетски проекти за земјава во изминатите 10 години. Македонија и Албанија добиваат нова, силна и стратешка електроенергетска врска која ќе ја зајакне сигурноста на снабдувањето, ќе ја зголеми стабилноста на преносниот систем и ќе отвори нов простор за подлабока интеграција по регионалниот и европскиот енергетски пазар. Ова е силен чекор напред, истакна и министрите за енергетика на двете земји. Според Божиновска, овој далековод е стратешка основа на новата енергетска карта на нашата земја. Денеска не градиме само далековод со кој ја засилуваме преносната мрежа и го зголемуваме капацитетот за пренос. Со него градиме врска која ќе засили нашата позиција во регионалните енергетски текови. Тој затвора историски јаз во регионалната мрежа и создава директна врска меѓу нашите енергетски системи, овозможувајќи неограничена размена на електричната енергија и значително зголемување на сигурноста на снабдувањето во двете земји. Проектот кој, како што беше посочено, ќе значи зајакнување на енергетската стабилност на земјата, е финансиран со средства од Европската банка за обнова и развој. Во рамките на посетата на Париз, министерот за надворешни Тимчо Муцунски остварил средба со советниците на председателот на Француската република Макрон задолжени за Европа Бертран Бушвалтер и Алексис Дитертр. Како што соопшти МНР, на средбата биле разменети мислења за евроинтегративниот процес и актуелните случувања во регионот и во Европа. Министерот се сретна и со директорот на Националниот институт за јавни служби на Француската република Жером Филипини, при што беше подпишана декларација за намери помеѓу Министерството за надворешни на Македонија и Националниот институт за јавни служби. Со тоа се отвораат нови можности за соработка во обуката и професионалниот развој на високи државни службеници и дипломати. Стои во соопштението. Ситуацијата со цената на лебот се следи и нема да има поскапување, тврдат од владата по состанокот со представници на мелничарско-пекарската индустрија од трите стопански комори. Оттаму сепак велат дека доколку има потреба, дополнително ќе интервенираат. Јорданчо Цветановски. Нема да има поскапување на цените на производите од пекарската и мелничарската индустрија. Ова е заклучокот по денешниот состанок меѓу заменик министерот за економија Маријан Ристевски и директорот на ДПИ Владко Стојковски, со представници на мелничарско-пекарската индустрија од трите стопански комори. Од владата соопшта дека постојано ќе следат состојбата и ќе интервенираат доколку е потребно. Цената на лебот е стабилна и во најголем дел е непроменета и во наредниот период нема да има зголемување на цената во пекарската и мелничарската индустрија. Како влада и надлежни институции, секојдневно ја следиме состојбата и нема да интервенираме без причина. Воедно со сигурност потенцираме дека нема да стоиме на страна ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна причина. Од опозицијската СДСМ пак побараа итно преземање на мерки со цел да се спречи, како што велат, најавеното поскапување на лебот и белите пецива. Оттаму алармираат дека поскапувањето на нафтата на светските берзи веќе го повлечи бранот на поскапување кај основните прехранбени производи. Колку треба да поскапи лебот? Колку треба да поскапат цените на храната за Христијан Мицкоски конечно да превземе мерки? Мицкоски секојдневно ги лаже граѓаните. Вели дека владата ја следела состојбата додека цените растат, а стандардот на народот паѓа. Празните фрижидери и празните джебови не можат да го чекаат Мицкоски. СДСМ навреме предупреди дека растот на цените на нафтата ќе предизвика бран поскапувања на храната. Во меѓувреме, кај дел од пекарниците во Штип, Кочани, Прилеп и Битола веќе има зголемување на цената на белиот леб од 3 до 5 денари. Сепак премиерот Христијан Мицкоски вчера најави казни ако има неоправдано зголемување на цената на лебот и белите пецива. Во Порта Македонија попладнево беше промовирана поштенската марка
Кедев 14 највисоки врвови, издание на АД Пошта Скопје. Посветена на македонскиот кардиолог, доктор на медицински науки и алпинист, доктор Сашко Кедев. Во јули минатата година Кедев стана првиот македонец и единствен во поширокиот регион кој ги искачил сите 14 светски врвови над 8000 метри. Откако успешно го освои Гашер Брум 1, висок 8080 метри во Пакистан. За неговите достигнувања во медицината и алпинизмот, тој е и добитник на високото државно одликување, орденот 8 септември. Искачувањето на 7 на високи врвови на секој континент и 14 врвови над 8000 метри на светот. Тој е национален успех. Тој е проектот Македонија. Многу луѓе се плашат да ја реализираат својата сила, јачина и својата моќ да ја манифестираат и затоа остануваат недоречени. Така, мојата порака до помладите е да не се плашат и никогаш да не се предават. Никогаш не треба да се предава, посебно пред болката и страдањето. Значи, болката и страдањето се најголемиот стимул за самореализација. Следно на Канал 5, Самовистина, вечерва со Елизавета Галевска. Пријатно.